Во текот на оваа седмица Фудбалската федерација на Македонија и клубовите би требало да имаат дебата или состанок за тоа да се види што и како со сезоната 2019-2020. Секако дека ќе стане збор за продолжување на истата, прволигашите треба да се изјаснат за тоа како понатаму. Едно од можните сценарија е она холандското, и тоа е да се означи крај на сезоната, да нема прогласување на првак, но да нема влегување и излегување од елитата. Но за да се стави крај, ќе треба да се изјаснат самите клубови, односно да гласаат барем 6 од нив. И ако се прогласи ваков крај, тогаш во квалификациите во Лига на шампионите ќе игра Вардар, додека во квалификациите во Лигата на Европа вториот Силекс, третата Шкендија и четвртата Ренова. За оваа варијанта секако ќе гласаат Струга, потоа Борец, Работнички, Пандев, Ренова, Силекс, а зошто не и Вардар и Шкендија. Има и друга опција, а таа е да се стави крај со прогласување на шампион и да има излегување и влегување. За оваа варијанта никако нема да се соберат 6 гласа од можни 9, затоа што пак Струга и Борец автоматски треба да се прогласат за второлигаши. Секако дека која е варијанта да се одбере ќе има клубови кои ќе бидат оштетени, тука нема сомневање. Затоа најдобро е самите тие да решаваат за својата судбина. Од друга страна, секако дека ќе бидат оштетени и Пелистер, и Беласица, и Брегалница кои посакуваат идната сезона во втората лига да се преселат во првата. Инаку јасно е дека има опција да се продолжи сезоната, но веќе рековме таа варијанта не зависи само од Фудбалската федерација и од клубовите, туку и од власта во Македонија, односно од Министерството за здравство, кој секако дека нема да ризикува премногу со ново ширење на пандемијата. Нашите информации велат дека ако првенствата во Европа не продолжат до 10 јуни, тогаш големи се шансите во најголем дел од земјите воопшто и да не се продолжи сезоната. Сепак ајде да почекаме уште некој ден па да видиме која варијанта од многуте што се на располагање ќе биде најдобра за македонскиот фудбал.